Добар и убав ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие се надевам дека секој ден гледате со задоволство што готвам за вас, затоа што јас вистински уживам. На денешното мени имаме свинско каре со борделес сос, кој се прави на основа на вино и демиглас. Гледајте ме затоа што веднаш почнувам со задоволство. Драги мои, денеска ќе направам многу едноставно јадење, кое верувам дека сите ќе посакате да го направиме, затоа што ќе го сготвам со продукти или со намирници кои сите ги познаваме и секојдневно нели ги употребуваме. Во меѓувреме направив демиглас сос од подколеница говецка, со коски, со зеленчук, сето тоа бавно и тивко си готвеше и еве го резултатот, добив многу убав и вкусен сос. И прво што ќе направам со сосот, многу едноставно. Ќе го уклучам прво огнот да се загрее тенџерчето. За тоа време ќе исечам едно убаво парче од месото. Ќе го ставам во сад, ќе го зачинам со масло. Сол и бибер, ништо повеќе од зачин, и ќе го оставиме така малку на собна температура. Месото пред да го обработувате термички, секогаш мора да биде на собна температура со цел да омекне протеинот и многу полесно и поедноставно термички да го обработите. Кога температурата е многу ниска, например ако го извадиме од фрижидер и ако веднаш термички почнеме да го обработуваме, нема да го добиеме тоа што ни треба, бидејќи протеинот во фрижидерот се стега. Треба на собна температура добро да се опушти. Овдека сега ќе додадам вино. И кисецкам кромит. Ќе додадам и лук. Кромидот крупно ќе го исецкам и ќе оставам се заедно да редуцира. Кога ќе испари алкохолот и кога виното ќе дојде на половина, тогаш ќе додадеме од сосот и ќе оставиме све заедно убаво да крчка. Тоа ќе биде сосот за месото, кој ќе даде дополнителен вкус, меѓутоа ќе биде и уште посочно. Сега ќе го оставам тоа тука да крчка, а јас ќе додадам путер и масло во загреано тавче. Компирите ќе ги исечкам на половина и ќе ги оставам од оваа страна директно во тавчето, убаво да добијат убава златна боја. Ете така. Компирот претходно го сварив. Си направив добра припрема за готвењето да ми биде многу полесно и поедноставно. Оставете на ниска температура, средна температура, убаво да се испржат и посолете уште сега веднаш. За да биде компирот доволно солен, треба на 1 килограм компир околу 15 грама сол. Сега компирот сака доста сол, така да ако не е доволно може да додадете и да биде навистина се онака вие како што сакате, затоа што првенство сите ние готвиме нели за нас и за нашите најдраги, знаеме што сакаат и како сакаат да јадат храната и колку да биде зачинета. Одлично, сега ова тука ќе си крчка. Компирот убаво си се пржи, баш онака како што треба и полека ја добива и потребната боја. Фаќа кора од озгора, внатре уште повеќе омекнува токму тоа што ни треба.
Тавчето го ставив да се загрее добро и целото парче месо ќе го ставам да си се пржи, а во меѓувреме виното веќе испари. Ќе земаме едно мало тенџерче и ќе го процедиме виното. Одлично, кромидот нема да го фрлиме, ќе го искористиме и него. И сега во редуцираното вино ќе додадеме и од демиглас сосот. И ќе оставиме сето тоа убаво да се редуцира и да добиеме убав сос кој ќе го разубави вкусот или на месото. Го ставаме сега полека да се крчка. А додека сето ова термички се обработува, име само докаде е месото, одлична боја. Додека сето тоа си крчка, јас ќе ја направам и салатата. Денеска решив да направам многу едноставна салата: домати, црвен кромит, сирење и маслинки. Идеална комбинација и вкус кој сите го сакаме. Земам само една чинија. Ќе наредиме во круг. Сирењето ќе оставам во средината, ќе го искршам на парчиња. Ова е овчо сирење, многу убаво масно. Сега кромидот ќе го исетнам многу ситно на месничинки. Црвениот кромит е многу убав и благ, затоа и многу го сакам. Посебно кога станува збор за салати, вистински уживам и додека ги правам салатите, и додека ги јадам, затоа што навистина е многу вкусен овој кромит. И ставете повеќе кромит, ќе биде повкусна салатата. И од озгора сега ќе додадеме маслинки. Ова е каламата, јас само ги извадив семките и тоа вкусот го знаеме и секако. Малце масло, на крај ќе додадам и малце Макдонос. Ете, салатата е готова. И сега компирите ќе ги ставам во огнотворен сад и ќе ги ставам во рерна. Полека да си се допекуваат и да фаќаат уште побава кора. Месото
убаво си се пржи, сосот е на добар пат, си редуцира и сега што ќе направам? Сега ќе го клучам тапчето и во него ќе ставам малце кадаив, ќе го издробам. Вака убаво изронете го, ама не комплетно. И штом се загрее тапчето, постојано вртете го за да не изгори. Треба многу малку да се подпече. Додека месото си се обработува, јас го испеков кадаифот, погледнете каква боја доби. Ќе оставиме тука. Тапчето повторно ќе го ставам на оган и во него ќе додадам еден од најубавите кремови на нашиот пазар во моментов, тоа е луна со вкус на фстак. Нека се растопи полека, меѓутоа на слаб оган за да не изгори. Добро е. Овде ќе додадам малце путер. Убава зелена боја, баш на фстак, а и многу е вкусен. Да го проверам сосот. О, каква убава боја има. Одлично. Еве го, убаво се растопи еврокремот. Сега ќе додадеме во испечениот кадаив. Додавајте помалку, не ја додавајте целата смеса веднаш. О, како убаво замирисна, како Дубај чоклетки. Ова е сосема доволно. И сега ќе го стиснеме во најлонска фолија. Сега ова вака ќе го ставиме во фрижидер убаво да се стегне. Тоа го направивме. Сега сосот ќе го трнеме на страна. Меѓутоа, пред да го трнам сосот на страна, месото ќе го исечам и ќе додадам малце путер. Одлична боја. Одлична боја. Сега ќе додадам малце путер и малце масло.
супер. Јас ова морам да го пробам. Одлично. Во сосот ќе додадам една коцка ладна путер со цел да добијам уште поубав сјај и крем на сосот. О, каква густина добива, одлично. Путерот супер се растопува. Супер. Си уживам и си готвам и многу ми е убаво. Кога готвам, готвењето ме прави навистина среќен за тоа што правам баланс во вкусот. Ја готвам храната што ја сакаат моите најдраги. Овде готвам храна за сите вас, драги мои. И задоволството е навистина многу големо и од првиот момент од 29 септември па се до сега вистински уживам и давам се од себе да ви го покажам вистинскиот начин како да сготвите нешто здраво, вкусно и сигурно за конзумирање. Така, извадите го најлончето. Прилите го со кремот. И изрендајте чоколадо. Ајде сега да сервираме. Ово сосот одлично испадна. Супер. Колку добро изгледа. Уште малце магдо на себе ми го да ставам од озгора. Готови сме за денеска. Едноставно, лесно, јадење кое сите го знаеме и го готвиме многу често. Ќе го извршам малце тањерот и готови сме за денеска. Имаме многу убава, вкусна, позната балканска салата. Имаме свинско каре со варени па пржени компири млади на путер, масло и зачини како рузмарин. Имаме еден интересен десерт кој многу едноставно се прави, како што видовте, а ќе ги задоволи потребите за сладко, нели, после добар и убав оброк. Тоа е за денеска. Се надевам дека ќе ви се допадне и дека ќе го направите за вас и за вашите најдраги.
Свинско каре не бара многу долга термичка обработка, бара јака температура и не многу долго да се обработува за да биде меко и сочно. Сосот на база на вино и демиглас испадна одличен. Се денеска што ставивме во порцијата беше навистина многу вкусна и се надевам дека ви се допадна. Направете го за вас и за вашите најдраги ова денешно јадење и вистински уживајте во него. Посетете ја нашата веб продавница 4сезони.mk и одберете се што ви е потребно за вашата кујна. Секако да ги поздравам и моите пријатели од специјалистичкиот центар за медицина и рехабилитација ПЗУ Ива Беланова и Дерма Пјур, салонот за убавина, кој буквално може да се погрижи за вас да имате идеално сјајна и здрава кожа. Ве поздравувам, имајте убав ден и пријатна вечер, се гледаме утре.